Јас сум Филип Петровски, ова е нова епизода Cyber Команда, 90-та поред, значи полека јуришаме кон стотката. Саботен термин, вообичаено во 21:30 на Infomax YouTube каналот. Благодарам што во голем број не следите и благодарам што се повеќе не контактирате. Добар дел од вашите проблеми веќе се изложуваат и во тешки муабети и низ Cyber Команда. Значи, вие препознавте дека во овој подкаст, во овој медиум можете да ги кажете вашите маки. А вашите маки не се малку, не се малецки, не се надмидливи лесно, горе-доле се жалите на партиска држава, се жалите на корупција, се жалите на наместени тендери, се жалите на наместени приеми на државни работни места. Значи, горе-доле се жалите за се кога имате допир со државата. Тоа е затоа што државата ја води партијата, а партијата ја води султан. Менталниот склоп кој што се развива во македонските, као Весна Јовановска да се извинам, во северно-македонските партии е ментален склоп на послушници кои што напредуваат по споил систем, значи расипнички систем или систем на негативна селекција, само затоа што го величаат, го тапшаат по рамо и секој ден му кажуваат на султанот колку е он убав, паметен, највисок, најзгоден, најдобар другару мало, нели, сме збореле често на таа тема. Сега, ја ова ризикувам да ви бидам досаден, меѓутоа, затоа што сум го зборел и во други емисии, во други подкасти, по телевизија национални и така натаму, и на крај знам дека ќе дојде на ова, само треба време да созрее свеста. Кај нас споро и тешко созрева свеста. Нема политичка нација, нема политички народ и затоа се жалите на се. Затоа што да имаше политичка свест и народ, на друг начин ќе се решаваа проблемите, ќе се земеа одамна стапови во раце и државата ќе беше уредена на поинаков начин. Но, повторувам, политичките партии се устроени како султанати, каде што се напредува исклучиво по негативна селекција. Најголем дел од напредњаците, види како добро звучи ова напредњаци, па пошто Вучич им е идол, Српска напредна странка, да, напредњаците, има нешто, има нека тајна веза. Најголем дел од напредњаците, извинете ми се пие кафе, валјда можемо подкаст, нели? Осеќајте се слободно, направете си вие кафе дома, или пиво, сабота навечер можете, или чаша вино. Значи, најголем дел од напредњаците прво напредуваат у партијата, по принцип на негативна селекција. Тоа значи дека ќе ги истуркаат сите што реално вредат за да дојдат они, па после прибидејќи очекуваат државни позиции, почнуваат да нарачуваат и да купуваат дипломи, па после доаѓаат во државни позиции и по, ајде да не речам фројдовски, ама по јунговски принцип, по принципот на подсвеста, ја повторуваат истата матрица, само сега во улога на джелат. Значи не се жртва, не трпат, не тапшат, туку очекуваат да ги трпат, да ги тапшат и така натаму. И така сме ние постојано у еден бесконечен, затворен круг на пропаѓање. Пропаѓаат државните институции, пропаѓаат јавните установи, пропаѓа човечкиот потенцијал, пропаѓаат градовите, пропадна Кочани, но пропаѓаат и други. Пропаѓаат патиштата, видовте нов асфалт, луѓе поминуваат и си зимаат сувенир, си носат по 10, 15, 20 сантими парченце дома. Да се чудиш, нов асфалт, платен, обилно, богато на фирмите, блиски на
овие султанати. Меѓутоа пропаѓаат. И тоа не може да се смени. Еве ќе ви кажам еден пример, го дискутирав со еден мој пријател, близок пријател, за Поградец. Некој го викаат и Подградец, иако мислам дека е Поградец, но може да е и Подградец, ама е градец или градче или селце на Охридско езеро отаде. Значи, во Албанија сега, пред поделбата, нели, во регионот на Македонија. И таму има и доста македонци. И важеше вака за еден регион доста затуцан, Богу и за ногу, што би рекле нашиве напредњаци од ВСМР ДПМН. Значи, Богу и за ногу, во една Албанија која што има море, има ривиера сериозна, која што може да конкурира и на Хрватска, едно селце во едно езеро преку 7 планини, на вистина е отпад, не ви е на агенда. И во раните 90-ти години луѓе кажуваат, и македонци и албанци, немало прозори на куќите. Прозорите ги затварале со фолии, со најлони. Толку било бедно местото. Епа, отидете сега до Поградец, или Подградец, како и да го викате. Отидете сега да видите како е у Поградец. Да видите што значи да сте дел од држава, па макар и Богу и за ногу или преку 7 планини, или што би рекол Госен Заев, село под 7-те јасени, од неговите лектири што никогаш не ги прочитал. Отидете до Поградец да видите што значи држава. Да, иронија е. Иронија кон нас, затоа што во тие 90-ти години за нас беше, приказката беше, не дај Боже да граничиш на запад со Албанија. Немек беда, распад. 97 година, кога ги правевме протестите, таму имаше граѓанска војна. Беа обиени воените магазини, украдени 1 милион пушки, автомати и така натаму. Добро, тие подоцна завршија во Косово, па најнакрај и во Македонија си ја завршија својата работа, но имаше граѓанска војна, немаше централна власт. Тотален хаос беше. Ко ние бевме држава за нив. Не дај Боже на западот и Албанија. И имаш сега ситуација да они почнат да викат не дај Боже на исток да ти е северна. Само поради нашите успешни лидери со странски државјанства, со трговија со струја што се бават, последниве неколку генерации од СДС и од ВСМР, струја ги интересира, енергенси, тука знаат дека па побогу нема да можете да ја гледате оваа емисија ако немате струја. Тоа мора. Кај мора, тука удри. Сега ќе ви дојде ново поскапување, па пак ќе викате дали прими благодатна вест Госен Мицковски во авион или во брод или во подморница, кај беше кога ја прими благодатната вест. Значи, да се вратам на Поградец, станало тоа цивилизација. А баш кај што цените од Охрид до Поградец, у Охрид кој да си у Монте Карло, у Поградец, како да си во Поградец. Тоа сме ние. Ке си коментираме, ке си јадеме бурек, цените у плафон, све некој друг не е крив, некој треба да ги решава работите. Добро е партијата што кажува, дајте да ја слушаме партијата, таму знаат све. Умеѓу време потонавме, ја не знам дали знаете, сите ни се смеат. И јас се изложувам на ризик дека ова нема да ви се допадне што го слушате, но моја задача, моја мисија, моја цел не е да ви се допадне тоа што го слушате.
моја цел во ова Cyber команда е да кажам она што го гледам. Ја знаете онаа слика со нацистите? Сликана е така како дрон од високо од некој балкон, тогаш валјда немало дронови, или може не ни кажуваат. И сите поздравуваат, а еден стои вака со скрстени раце. Тој со скрстените раце сум јас. Не поздравувам. Сите да поздравуваат, не поздравувам, ако мислам дека не треба да поздравувам. Тоа е мојата мисија. Да ви кажам дека сме во дупка. Добро, противречи мојата изјава од вечер, од оваа 90-та Cyber команда, на хвалоспевот и големите благодатни вести кои што постојано пристигнуваат од страна на Госан Мицковски преку контролираните медиуми, односно преку нарачаната пропаганда која што извршуваат тие што се представуваат пред вас како медиуми. Еден пример од вторник од тешки муавети. Говоревме за господинот Кристијан Павловски, другар му на Кристијан Мицковски, добри познаници од кабинетот на Трамп. Нели? Се сеќавате, ќе видите за 2-3 месеци што ќе се случи. Ние сме добро пласирани таму, нашиот човек Кристијан Павловски е коска со Трамп, он ќе ни заврши работа за ова, он ќе ни заврши работа за она. Умеѓувреме ни начукаат тарифи, но причата, приказната за Кристијан Павловски се провлекува како парадигма на некаква успешност и некаква стратешка поврзаност на Кристијан Мицковски со Доналд Трамп. И дојде Кристијан Павловски и првото што го кажа, ма не, јас сум канадски државјанин. И тоа на англиски го кажа. Значи, не успеа ни 5 збора на македонски да каже. Големиот Кристијан Павловски, но уште поголемиот Кристијан Мицковски, кои што требаа да бидат први другари преку Кристијан Павловски со Доналд Трамп. Фика, јас сум канадски државјанин. Не се занимавам со политика, не сум заинтересиран за воопшто такви активности. И сега, дали станува збор за лимитиран интелектуален капацитет или за безпоговорно спроведување на перење на мозок од страна на една национална телевизија, се затрча, го викаат на интервјуа, иде Кристијан Павловски на интервјуа. И ја што ги бања сите, прво го бања Мицко со тоа дека е канадски државјанин, него новинарот му вика, знаете како ни требаше благодатни вести да примеме од Америка за 2-3 месеца да било бум у Македонија, Елдорадо или Нова Калифорнија да станеме, или 57 ако се наредат Гренланд, Салвадор, Панама и другите држави пред нас република, 57 држава во Америка, и му вика со цел памет, национална концесија имаат во сите ваши домови си. Му вика, дали и како ќе влијаете за царините, односно тарифите на Трамп. Тој го гледа и се чуди. Сака да му каже, абе, глуп еден, јас сум канадски државјанин. Значи, наративот, толку ли е успешен да овој новинарот нема појма дека ги лажат од владата, или он мора, како дел на пропагандата на владата, да ги повтара приказките кои што ти ги гледаш од оваа страна, или вие од таа страна на екраните, и се чудите, побогу, зашто овде се работи? Кој кого овде буши, дупчи у здрав мозок? Епа, ја го имам одговорот. Се разбира, они ве бушат вас во мозокот. Зошто? Затоа што секој нареден ден
они се во фотелја, течат привилегии, имаат дипломатски пасоши, имаат пасоши на околни држави, имаат фирми во околни држави, имаат бизниси со транспорт и шпедиции во околни држави, имаат аспарагус, беби биф и храна која што вие можете да сонувате од најскап тип на масата во владата и во институциите, а ги плаќате вие. Имаат патни трошоци, имаат одозгора на се тендери, имаат неверојатно големи плати за македонскиот стандард, и имаат партиска мрежа која што на вас ви вика преку местни комитети: брат, не е добро да протестираш против владата, владата се залага. Да, се залагаат, само што никој не видел за што се залагаат. И таа иста партиска мрежа ви вика: не е добро да се протестира за Кочани. Партиски е мотивирано. На луѓе кои што изгубиле, покопале, закопале деца. Кои што деца више никогаш нема да ги имаат, и никогаш нема да бидат семејство, и никогаш нема да бидат комплетни луѓе, и никогаш нема да бидат до крајот на својот живот без болка за изгубено чедо. И ти на тој му викаш: брат, нема протестираш партиски. Со цел памет. И му викаш: нашиот лидер ќе најде решение. Какво решение ќе најде? Ќе ги воскресне ли децата? Или купи ден продај, привилегиите се сите што ви ги набројав пред само една минута, активни и денеска, и утре, и задутре. Башка што ви кажав, дека се позицирани во енергетскиот сектор комплетно, и секој еден ваков ден, денеска е петок кога снимам, кога врне, кога е ладно, кога уклучувате, кога трошите струја, за нив е... Се уште не стигнав до крај билансите, меѓутоа за струјата, меѓутоа како се намалува, само да знаете, како се намалува државното производство, кое што често вика дека и намерно, така се зголемува откупот на домашното производство од приватни извори. Хидроцентрали и сончеви централи. Сега дождот, супер, ќе се напунат акумулациите, ќе се произведе повеќе приватна струја. За нив супер, не за вас. Затоа што таа струја е поскапа, таа струја е субвенционирана, има повластени цени, а кој ги плаќа цените? Па се разбира ти, што гледаш од другата страна. Ти ја плаќаш сметката. Не знам дали е точно, но се најавува ново поскапување на струјата од најмалку 10% летово. Минатото беше само 1%, ама на хартија. А вие бидете така добри и не ми верувате, споредете ги сметките од јануари 25 и јануари 24, па кажете ми вие, пишете ми, кој имате мојот Facebook профил, пишете ми колкава ви е разликата. Ако сте под 10%, частам кафе. Ама ако сте над 10%, снимете ги разликите, ќе ги избришеме личните податоци, пратете ми ги сметките од сите страни на нашата преубава Северна Македонија, да објавиме во Инфомакс, еве, може уште во вторник, во тешки муавети, неколку да издвојам и да ги приложам. Сега рачунајте, ако повторно поскапи струјата, колкава ќе ви биде на ниво на година. Се разбира. Ако не пуштате грејење, ако се облечете подобро, као Мицковски што се облекуваше, ако се покриете у зима со кебиња, ќе ви биде помала сметката за струја и за едно 75 до 80 години ќе уштедите пари да си купите Шафхаузен како него. Па пробајте. Ако бидеме живи, ќе ми пратите докази, примери, дали сте успеале. И сега шегата на страна, сакам само уште една работа пред да ја завршам. Оваа мало јубилејна 90-та Cyber команда.
легендарната средба на Кошта или Коста со Мицко. Прво имам чувство дека многу малце луѓе знаат кој е Кошта и што представува. Он е практично највисоката политичка фигура во Европската унија. Он председава со Европскиот совет, тоа е орган во кој што седат премиерите на државите или во одредени случаеви председателите на државите. Во тој орган седи он и Урсула, и тој е орган кој што ги носи главните политички стратегии и определува правци на Европската унија. Нема повлијателен орган од тој. И он доаѓа и му вика на Мицко. 22 договореното мора да се почитува. Мицко му вика, ја додека сум премиер, тоа нема да биде така. Сега ја да ви растумачам на вас. Што му кажа Мицко на Кошта? Па они сега ќе покриваат со благодатни вести од авиони, од бродови. Ќе се вратам на Кошта. Едно од благодатните вести може да биде дека се договорил со Кит Стармер или премиерот на Британија да ни отворат избеглички кампови за одредени пари во држава. Значи, овие да ги депортираат и да ги паркираат кај нас. Да, тоа ќе има добри пари, сигурно, но парите за беби биф, аспарагус, патување по светот и така натаму, избеглиците за вас. И сега се вратам на Кошта или Коста. Човекот кажа, овој кажа. Сега треба да растумачиме што е, бидејќи тумачењето во овие медиумите кој преска овој што ви го спомнав, дека бараше од Крис Павловски симнување на тарифите да ургира кај Трамп, овој ни го видел, ни го чул. Трамп, кој канадски државјанин. Сега да ви растумачам што значи ова. Бидејќи ќе ви раскажуваат приказки. Ќе биде као Тито кој му рече не на Сталин. Во случајов, ова значи нема преговарање, односно не продолжуваме по европскиот пат, додека е он премиер. Он ќе биде тврд, он ќе биде жесток, ќе го кочи коридорот 8 според изјавите на негови челници Албанија, Бугарија, а ќе работи на коридорот Атина-Белград, нели најави пругите ќе биле 160 км брзи, а за тоа транспортот 110 км. Па ја одма да ви кажам. Такво нешто нема никад да видите. Потпишувам. Пруга што оди 160 км на сат во северната држава Македонија нема да видите. Потпишувам. Но има една добра финта. Нема да бидете во ЕУ, ќе бидете дупка, ќе бидете приврзок на Белград, ама ќе имате пруга што ќе лета 160 км на сат. Значи, од Скопје до Велес ќе стигнете за 15 минути, а не за 6 сата као сега. За жал, колку е пофантастична приказната, толку полесно лековерните веруваат. Мое е да кажам и да се надевам дека вие не сте од тие лековерните. И пак да подсетам, никош не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.